it is important that you, Macedonians, build upon the political agreement among all political parties, named Persian Agreement, and stick to all the requirements, all the points of this agreement. The situation regarding media freedom in this country is not satisfactory. We would wish a more transparent, open media space. There is a lack of communication, a democratic exchange of ideas through the media, both public and private media, and this is an important shortcoming for a democratic system. Европскиот парламент и членовите на Европскиот парламент име грижа за Македонија, за народот на Македонија и дека заинтересирани се грижат за Македонија, за незината иднина. Ние се надеваме дека Македонија ќе се развива долж европската и трансатлантската траекторија. Ние имаме многу интензивни разговори и преговори со представниците на двете политички партии, со организациите од граѓанското општество, како и со Државната изборна комисија. Имаме исто така состаноци со специјалната обвинителка, како и со сите други важни чинители во политичката ситуација во Македонија во моментов. Ние исто така ги нудиме нашите услуги, да им помогнеме да изнајдат решение, се со цел да ја придвижат земјата, да ја изнесат земјата вон политичката криза која што веќе долго време обстои во вашата земја и да се направи вистински прогрес, се со цел да се оди напред кон исполнување на европските амбиции и аспирации. Ова недела исто така ќе видите комбинирана меѓународна дипломатија и притисок од Европската Унија, од нашите пријатели и колеги во Соединетите Американски држави, исто така директно од нас Европскиот парламент и подосна ова недела од нашиот колега Европскиот комесар за проширување и политика за соседство господинот Хан, и секој од нас ја кажува истата работа на оваа земја и на незините политичари, дека единствената иднина се заснива врз целосна имплементација на договорот од Пржино. Значи, се уште тој договор не е целосно имплементиран, ако ние не би биле тука, тоа мора да се имплементира, тоа мора да го вклучи, да ја вклучи оставката на премиерот, исто така мора да вклучи структурни реформи, како и имплементација на другите делови од тој договор. На другите спорни прашања кои што се разговараат помеѓу политичките партии оваа недела, ние во нашата изјава денеска, заедничка изјава, велиме дека мора да постои кредибилен, значи теренска контрола на терен. Ние веруваме дека е можно, што се однесува на структурните реформи посебно, што се однесува на слободата на медиумите, и мојот колега и мој пријател, мојот Вајгл, веќе се повика на тоа дека мора да се направат долгорочни промени кои што треба да се направат, и исто така се потребни, значи да се постигне договор за краткорочни, значи измени, се со цел да се подобри, значи да се има рамномерен терен за надпревар за време на изборите.